Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. На Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, ова сабота од првата недела на Великиот пост му е посветена на светиот великомаченик Теодор Тирон. Зошто? Затоа што името на овој славен Христов воин, небесен генерал, генерал на небесните војски. Токму во оваа недела, некаде кон крајот на 4-тиот и почетокот на 5-тиот век се отвори големо чудо. Со тогашната Византијска империја владееше познатиот богоборен император Јулијан Апостата, отстапник. Многу пати сме спомнале дека нам името на овој император ни е познато од житијата на големите светила на црквата Василий Велики и Григорий Богослов, бидејќи тројцата заедно студирале на тогашната Атинска академија. Но уште како студент на Атинската академија тој пројавил наклонетост кон некогашните и веќе речиси мртви пагански традиции во светот на културата, во светот на философијата и теологијата. И кога дошол на власт во Цариград, а дошол на власт после Констанци, а Констанци му бил син на великиот и прв христијански император Константин Велики. И тој Јулијан Отстапник решил да раскрсти со христијанството и да се врати назад во историјата во времето на грчките пагански, религиозни и философски традиции и пракса. Но веќе било предоста за да превзема отворени прогони на христијаните, одакви какви што се случувале до 3-тиот век, до првиот Вселенски собор. Во неможност на тој начин да ги прогонува следбениците на Богочовекот Христос, тој смислувал перфидни начини да ги измачи. Еден од нив е следниот. Во првата недела од Великиот пост му заповедал на градоначалникот на тогашниот Константинополис да повлече здравата храна од сите цариградски пазари, а на местото од здравата и чистата храна да постави храна попрскана со крв од принесени животни на паганските идоли, со намера да го оскверни животот на цариградските христијани. И токму во овој момент доаѓа и се појавува прекрасната спасителна улога на великиот војвода Христов Теодор Тирон, од Бога научен за злосторството што Јулијан Отстапник сака да го нанесе на христијани. Тој веднаш му се јавил на тогашниот цариградски патриарх
Евдокси и му кажал да ги мобилизира сите православни христијани и да им забрани, односно да ги поучи да не купуваат храна од тезгите на цариградските пазари. А тогаш патријархот Евдокси се сетил да праша а како ќе поминат луѓето кои што немаат никакви резерви на храна дома? Од што ќе се храни? И тогаш го добил тој спасителниот совет да се сварат големи количина на коливо. Коливото е варена пченица. И се додека трае искушението, сите христијани да се хранат во црквите и од црквите со варена пченица. Кога сватил Јулијан Отстапник дека е прочитан и дека не може да им наштети на христијаните, заповедал да се врати чистата и здрава храна на цариградските пазари. Од тогаш овој ден е запишан во диптохот на светите и чудесни настани во историјата на Црквата Божја и ние го славиме со сето срце и со сета душа. Браќи и сестри, и денеска истите методи се применуваат. Перфидни, скриени, во суштина отровни. И денеска ни се нуди секаква храна на тезгите од модерните маркети за продажба на храна. Особено бидете внимателни кога купувате храна со печатот за халал. Халалот е храна попрскана со крвна жртва, ако е месен производ, а од друга страна пак се она што тоа не е, треба да ја добие лиценцата од исламската верска заедница за да може производите да ги продава во нашава земја и надвор. Но парите што се добиваат од купувањето на лиценци одат на несакани адреси. Адресата на кој што стигнуваат се претежно милитантните исламски организации кои што ни ги убиваат децата овде и насекаде во светот. Ние практично со нашите пари ги помагаме нивното делување во светот. Добро е да сте внимателни. Ништо не зборуваме против нашите браќа од исламска вероисповеда. Тие не се виновни за тие злоупотреби. Но такви знакови, такви барања во самата нивна света книга, Куранот не. Тоа се начини да се изнуди, да се извлече некој динар како помош за милитантите исламски организации. Рековме да се сетиме на 21-иот православен коп од Египет, кој што беа на кој што им беа отсечени главите заради Христа Господа пред не знам колку години беше. Сега, близко. Им беше поставен услов да се откажат од Христа Господа и да примат ислам. Но тие тоа не го направи. И не само што не го направија, туку еден од мачителите кога го виде херојското поведение на египетските христијани, им се придружи. И тој заедно со нив позна заради Христа Господа. Ние, браќи и сестри, сме прилично расслабени во верата наша
во етосот наш, воопшто во нашето поведение. Лесно се пазариме и тргуваме со душите наши. Бидете внимателни. Како пастир на Светата Црква Божја, јас сум должен да ви го кажам. Дури и синодот на нашата црква во свое време имаше донесено одлука која што целосно кореспондира со советот што јас денеска ви го дам. Само тука ќе внимаваме. И секој обид да се делиме, да копаме ровови и да пукаме едни во други е страшно. Наказание за целиот род човечки. Да сееме љубов заедно добива, доброто да го умножуваме и љубовта наша да расте и да возрастува по мерата од љубовта Божја, односно Христова. Амин. За многу.